Болеста на пензионерите се почесто удира по младите. Речиси секој втор над 25 години пие апчиња за висок крвен притисок. 30 годишен пациент денеска е многу секојдневно да ги посетува и да докажеме со секојдневните испитувања на лабораториски наоди, стрес тестови кои што се прават, холтери за покачен крвен притисок, тоа е веќе рутина во нашите ординации. Хипертензијата сама по себе не е болест, но може да биде вовед во многу опасни и сериозни заболувања, што младите луѓе ги прави потенцијални пациенти на кардиолошките и невролошките клиники. Ризикот од притисокот да делува на пациентите е најмногу преку компликациите кои што настануваат од него. Тоа се секако мозочниот удар, срцевиот удар, оштетување на циркулацијата на нозете и ред други причини за кои што се уште не се свесни младите. И се во ова главно е резултат на лошите животни навики. Многу шекер, сол и мрсна храна, многу седење, малку движење, стресови. Се ова од младите генерации направија болни луѓе. Има ли начин нешто да се поправи додека е време? Ризик факторите може да се менуваат. Не може да се менува полот, возраста, меѓутоа за стресот е важно само да се адаптираме на него. Нормално дека не можеме да го избегнеме, меѓутоа со сите овие начини на спортување, редовна консумација на течности, избегнување на солената и благата храна, на некој начин ќе го намалиме стресот. Но навиките тешко ги минуваме. Потврда за тоа е податокот дека смртноста од болести на срцето и крвните садови е убедливо најголема и тоа со децении наназад. Од сите смртни случаи во регионот, дури 60% се резултат на кардиоваскуларни болести, кои пак тесно се поврзани со високиот крвен притисок.